Уште тројца ученици од средното училиште Арсени Јовков доцна синоќа побарале лекарска помош на токсикологија. И тие се жалеле на иритирачко кашлање, печење на грлото и солзење на очите. Со слични симптоми на труење од засега непознат газ. Вчера попладне на клиниката беа примени 10 средношколци и 1 професор, а во 8 септември завршиле 3 ученички. Сите 17 пациенти од економско-правното училиште се во стабилна состојба и пуштени се дома. Сите резултати што беа земени вчера, направени испитувања, беа во граници на нормала, така да ниедно дете не е во било каква опасност. Може да има и денеска да има некои тегоби во смисла на кашлање и печење на очите, а други симптоми немаше. Сите и денеска што дојдоа 4-5 души дојдоа на контрола, кои што беа закажани, немаа никакви посебни симптоми. Дадена е терапија повеќе за иритација на очите, а нешто повеќе од тоа не е направено. Според директорот на токсикологија, најверојатно причина за труењето е иритирачка материја слична на димна бомба, но за што точно станува збор треба да покажат дополнителните анализи на Институтот за судска медицина. Се исклучува можноста дека бил употребен солзавец, бидејќи ќе имало многу повеќе пациенти. До доцна во ноќта екипи од МВР вршеа увид во училиштето. Дел од средношколците сведочеле дека на големиот одмор еден поранешен ученик и негов пријател во Арсени Јовков испрскале некаков спреј, пошто децата почнале да кашлаат и да се жалат на главоболка. Настанот е пријавено од обезбедувањето, имало обезбедување според првичните неофицијални информации кои што ги имаме добиено од разговорите, веројатно станува збор за лице или лица кои што не се од училиштето. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Денеска средното економско училиште Арсени Јовков во Бутел нормално функционираше. Се одржуваше редовна настава. Директорката тврди дека утринава немало отсуства на ученици.